Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, и добро дојдовте во едно пошироко издание на Гласот на народот. Уште неколку дена не дела до празникот на празниците, торжество на торжеството. Тоа е воскресението на Господ Исус Христос, Велик ден. Како што реков, почитувани, вечерва не зборуваме само за политика. Вечерва ќе збориме за душата на човекот и на нацијата. Зборуваме за смрт, но не како крај, туку како почеток. За болка, но и за смисла. За пад, но и за воскресение. Христос воскресна и со него се отвори патот од темнината кон светлината. Ако тој воскресна, можеме и ние да умреме за гордоста, за лагата, за стравот, за омразата и да се родиме во вистината, во љубовта, во верата. Не зборуваме само за спасението на душата, зборуваме и за спасението на Македонија. Зошто народ што ја губи надежда умира, а народ што верува воскреснува. Почитувани, тоа е мојот вовет што вечерва го споделам со вас, но ќе ми дозволите пред да почнам официјално емисијата да морам и како новинар, и како човек, и пред се како родител, со сите овие денови, не сам кам години да испаднат, да ви известам дека и покрај тоа што се случува во државата, видовме пред една недела почина млад 57 годишен со пукната аорта и беше вратен. Простете на компарацијата, али вистинска пинг-понг топче, беше вратен од големите хуманисти, алтруисти, доктори кои се заколнале во Хипократовата заклетва и човекот замина. Одговорност нема. Замина и пред неколку часа, 15 годишно момче. Замина и мојот син, драг син, единствен син, Ѓорги. Стигна, почитувани, експертиза од Европската унија. Молев, господин Тавравари, вам би се обрачам по 5 пат. Не знам што сте. Колегите во партијата ве нарекуваат волк. Така е пренесено. Вие од друга страна се занимавате повеќе со трговија, со организација, гледам и политика, и таму се скрезнувте. А никако со медицината, особено неврологијата, тоа е со мозокот. И јас ве прашувам, одбивте на предлогот мој, а на предлогот на голем број доктори во Македонија, да направите ревизија на фингираниот извештај на комисијата кој направија адакта за смртта на мојот син. Стигна синоќа доцна извештаите од 5 професори, доктори од Европската унија, од 3 држави, токму за смртта на Ѓорги Томич. Значи, ја им благодарам многу. Тоа беше организирано, се надам, од голем број мои пријатели, како во Соединените американски држави, така во Европската унија. Тие рекоа, има 1000 прашање за вас, господине министер, и 1000 прашања зошто за 3 докторки. Тоа е професор доктор Сонја Ставрич, медицински доктор на клиниката за хематологија, оделенски доктор, асистент Марија Попова и главниот актер, специализантот, кој била сама специализант, со 35 фрагилни пациенти на хематологија, со приучена медицинска сестра,
Комната ноќ 27. 28. јануари. Рече ве молам. Да. Би замолил само да одиме со трите докторки да ги представиме кои се, а прашањата кои ги поставиле професорите од Европската Унија, значи, зошто не е изведена леукофероза со цел намалување на бројот на леукоцитите? Второ прашање. Доколку е поставено сумневањето за акутна променцијална леукемија, зашто не е започната циторедуктивна терапија со идарубицин и не е дадена терапијата АТРА? Трето прашање, професорке, докторке Сонја Ставрич и вашата екипа. Зошто не е променет терапевтскиот пристап, иако нема задоволителен одговор на првата терапија со хидреа, а бројот на лекоцитите постојано е над 100.000, односно, според отпуснато писмо. Ќе се повторат 127, 119, 109, 152. Четврто прашање, зошто, професорке Сонја Ставрич, асистенту Марија Попова и Невенка Рида, зошто по исклучувањето на АПЛ не е променета терапијата и не е започнато со лекување на акутната милобласна леукемија? Пето прашање, зошто повторно не се препознаени знаците на хиперлеукоцитоза и не извршена леукофероза? И шесто, почитувана Марија Поповска оделенска докторка, зошто иницијално не е направено компјутерска томографија на мозокот, иако пациентот се жалел на главоболка, имал исклучително висок број на лекоцити? Тоа е во прилогот на отпуснато писмо, тоа е стажантот, која не покажа никаква хуманост кон мојот син, не го интубирала, го држала со ниска број на фактичка, малце сум конфузен, бидејќи навистина тоа е причината за крварењето на мозокот и самата интубација не се случила. Тоа е зошто, зошто што испратија докторите, а ја само 6. Ба, тоа е мојот син, Ѓорги Томич. Почитувам и благодарам за разбирањето и знам дека овие прашања, 6 поставени од најврвните професори, доктори на Европската Унија, токму за хематологија, анестезиологија и интерна медицина, упатени се за овие 3 лица во хематологија. Бидете живи, здрави, останете натаму со нашата програма. По джинглот се враќам во студиото, официјално да ја започнам емисијата со мојот драг почитван соговорник. Останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, драги мои, темата е прекрасна, врзана и за смртта. Нашата тема е личната смрт и воскресение, патот на поединецот и општеството кон вистинската промена. Вечерва ќе третирам со почитуваниот Милан Ѓорѓевиќ, свештеник и професор на Православниот Богословски факултет Свети Климент Охридски во Скопје. Добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам за поканата. Професоре, јас се извинам, мораше тие 5 минути да бидат како еден шлакворд за вечерашната емисија. Со тоа што навистина трогнат сум, особено после ова добиена информација која упати силна критика до медицинското здравство и за тие така наречени доктори или професори се потпишуваат асистенти с краја да стажанти кои се поиграат со животот на луѓето. Еве најкусо, на што се должи тоа отсутност на емпатија и непочитување на Хипократовата, да речем, заклетва? Со прашањето допирате многу подлабоки проблеми кои што ги имаме и како луѓе и како култура во денешно време. Недостатокот на емпатија не е изолиран. Нешто што се случува само кај еден или кај друг човек. Так. Ние живееме во еден свет, прво општо земено ќе зборувам од теолошка перспектива. Ние живееме во еден свет кој што е потонат во грев.
Што значи гревот? Гревот значи промашување, екзистенцијално, битино промашување, велиме ние теолозите. Зборот грев означува точно тоа, човек да си ја промаши целта. Направен си за едно нешто, а ти наместо да го правиш тоа за што си направен, ти стрелаш во спротивна насока. И гревот е тоа. Да се живее во свет кој што е потонат во грев, значи дека многу фактори во него и ние, вклучително во тој и таков свет, многу често не си ја знаеме целта. И не сме свесни за призивот кој што го имаме, не сме свесни за тежината на нашиот збор, тежината на нашите дела, за нашата одговорност. Тоа е нешто општо за светот. Тоа нешто го имаме од Адам и Ева па до денеска. Во различни епохи, во различни времења, на различен начин тоа се пројавувало. На еден начин пред Христа, на друг начин во Римската империја, на трет начин во Византија, ако сакате. Подоцна 19 и 20 век, време во кое што живееме сега. Секое време си има свои искушенија, си има свои потешкоти и си има свои гревови, свои промашувања. Времето во кое што живееме ние денес, типичен за него е индивидуализмот. Секој е свртен кон себе си и кон своето и некако толку сме заборавиле да бидеме дел од заедницата, да се грижиме за заедничкото, да се грижиме за она што на сите ни припаѓа, што не забележуваме дека наместо на Бога сме почнале да се поклонуваме самите на себе си. И себе си сме се прогласиле за богови. Што се дожи тоа? И тоа е суштината на гревопадот. Кога ние зборуваме за Адам и за Ева, кога зборуваме за првиот грев на првите луѓе, едно од толкувањата гласи: наместо Бог, сите оние нешто што наместо Адам, сите оние нешто што Бог му ги дал, да ги земе и да му ги принесе на Бога и да каже: Господи, еве ги фала ти што си ми ги дал, он ги зима и си вика: овие се мој, и си ги принесува сам на себе. Така што индивидуализмот сам по себе е една пројава на истата онаа гревовност што ние имаме уште на почетокот на историјата каква што ја познаваме. За жал. Ќе ми дозволите со оглед дека рековме уште неколку дена недела до празникот на празниците, торжество на торжеството Великден. Само терминот беше сатурација, да не идам на неразбирање, ве молам, простете, голема возбуда. Професоре, можеме ли да направиме една мала пауза со тоа што сепак овој празник не можеме да не го спомниме ако не ги спомниме песните кои се пеат во слава и чест до воскресението. Предизвик ми е да за кратко заминеме на Света гора на Хиландер и да слушнеме првата музичка завеса, а ќе ја искоментираме. Режија, одиме со Ангело Пијаш.
Да, реков дека вечерашната емисија е специјално за празникот Великден. Исто така ќе одиме во петок со оваа емисија. Професоре, еве само најкус од еден премин, како би го искоментирале себе кои убави пораки, ова е една убава блага вест што ангелот им го ја соопштува на мироносици, на жените мироносици кои доаѓаат на гробот на Господ Исус Христос. Ангелите се разбираат баш како благовестници, како вестници, оние кои што носат вест. Зборот ангел од старогрчкиот јазик го означува точно тоа. Така што и благата вест, добрата вест за воскресението Христово, повторно е поврзана со ангелите и на тој начин се воспева во православната химнографија и ние кога го празнуваме воскресението, а сега во овој период за време на страстната седмица го предвкусуваме и се сеќаваме на воскресението кое што има да дојде, нели? Различно е во различни периоди. Всушност ние учествуваме во сите тие настани кои што се случиле еднаш. Темата, како што реков, личната смрт и воскресение, патот на поединецот и општеството кон вистинската промена. Еве да продолжиме со овој правец, па да одиме и до суштината. Христовото воскресение, за да стигнеме до него, го имаме патот на постот. Го имаме патот кој што го изодуваме како црква. Така. Тоа е долг период на пост, претходно имаме подготовка за постите. Имаме страстната седмица на крајот од постите во која што сме сега влезени. И сето тоа е во светлината, можеби на она што го кажав претходно, што зборувавме за гревот. Постот ни помага да можеме да се преиспитаме себе си, да видиме кои се оние начини на кои што ние сме промашиле во текот на нашиот досегашен живот и да можеме сите тие нешта да ги исправиме. На кој начин да ги исправиме? На тој начин што ние соучествуваме во Христовата смрт, за да можеме да соучествуваме во Неговото воскресение. Што значи да соучествуваме во Неговата смрт? Значи сите оние нешта кои што ние сме ги препознале како погрешни, како промашувања во нашите животи, да ги буквално да ги погребеме, за да можеме понатаму сите наши способности кои што биле обземени од тие чувства, начини на однесување, на мисли, на живење, да воскреснат и да добијат смисла, да добијат значење, да добијат светлина. Да се преобразиме. Да се преобразиме. Тоа е таа лична преобразба, кон која што сме повикани. Зборуваме за смрт, но не како крај, туку како почеток. Да, смртта, ако го видиме Христовата смрт и Христовото воскресение, ние гледаме дека смртта не е последниот збор. Тоа не е некаква утех. Тоа не се, знаете како имаме едно предубедување дека црквата и христијанството служат, зашто служат? Да ги тешат луѓето. Христијанството не е многу утешително, како да го кажам тоа. Заради тоа што Христос им вели на учениците, ќе бидете гонети. Ако бев гонет јас, ќе бидете гонети и вие. Нема да ви биде лесно. Тоа баш не се некои утешителни збори. Но начинот на кој што црквата и христијанството, Светото писмо и Светото предание говорат за воскресението, е начин на кој што се осмислува целокупниот живот и целото наше постоење, не просто ние да бидеме утешени за една или друга работа, за една или друга загуба, низ кој што сите поминуваме во една или друга точка од животот на еден или друг начин. Христијанството не учи дека смртта е вистинскиот непријател на човекот и дека смртта стои во тесна врска со гревот. Гревот и смртта се поврзани едно со друго. Кога не би бил гревот, би ја немало смртта. Начинот на кој што ние се бориме против смртта е преку надминувањето на гревот и преку соучествувањето во Христовата смрт и преку Неговата смрт во Неговото воскресение.
Тука е многу битен еден збор што православните свети отци го користат, а тоа е зборот подвиг или аскеза. Што значи подвигот? Подвигот значи ние да учествуваме во она што Христос го прави. Ние требаме буквално стариот човек во нас, со сите гревови, со сите своји недостатоци, да го погребеме. Да се откажеме од него. И тоа е таа преобразба која што на сите ни е потребна. Кога човек ќе се преобрази, на друг начин гледа на нештата, поинаку ги доживува, поинаку ја вреднува стварност. Има друг систем на вредности, вечен систем на вредности, непроменлив систем на вредности. И тоа е нешто што ни е насушно потребно, за да можеме да се преобразиме и како личности, но и како заедница, како народ. Зашто народот што ја губи надежда умира, народот што верува воскреснува? Имаме три темели на христијанството. Ако сакаме три темели на христијанскиот подвиг, на христијанската аскетика. Верата, надежта и љубовта. Така. Светиот апостол Павле ни ги споделува во првото послание негово до Коринтијаните, 13 глава. И на самиот крај вели верата, надежта и љубовта. Тие се трите доблесни темели. Тие се основите на православната, на христијанското разбирање на доблеста, на етиката. И таа етика никогаш не е, знаете како ви имате етички системи, се учи етика и како општа етика, имате секуларна етика. Но етиката гледана од христијанска гледна точка, од гледна точка на светото предание на православната црква, секогаш е поврзана етиката е поврзана со аскетиката, со нашиот подвиг, со на што го зборувавме, смртта и воскресението. Тука стојат и верата и надежда, кои што пак имаат сила само тогаш кога се поврзани со љубовта, затоа што човек може да верува во се нешто. И човек може да се надева на многу нешта кои што не мора да се вестинити, кои што не мора да се добри, кои што не мора да бидат човеколюбиви и боголюбиви. Љубовта е она која што ги поврзува и верата и надежта им дава смисла, им дава сила и ги придвижува онаму кон онаа цел кон која што самото создавање на човекот тие се насочени се кон Бога и кон доброто. Професор, може ли нација како човек да воскресне од смртта на духот? Нацијата или народот, имаме тој убав по стар збор. Кога зборуваме за народот, народот е многу убав збор, зашто? Заради тоа што ние говориме за народ во народна етничка смисла на зборот, или како да го наречеме, но збориме и за народот како црковен народ. Так. И во црквата се користи тој збор, оригинално во старогрчкиот се користи зборот лаос. Сите сме членови на народот Божи. Сега, како членови на народот Божи, ние припаѓаме и на народот, односно на етносот или на нацијата, како што ги именуваме денес. Ако ги поврземе едното и другото, народот и народот во световна смисла, или во, како сакате, во културна смисла, во јазична смисла, во генетска смисла, како сакате, именувате ги, која тоа ќе го поврземе со универзалната порака на христијанството, упатена до сиот свет, до сите народи, да станат дел од едниот народ Божие, тогаш ние ги поврзуваме двете нешта и гледаме на кој начин народите кои што постојат на земјата, народите земни, може да се преобразат и да си ја постигнат својата цел. Затоа што народите се од Бога создадени. Секој народ, секоја нација е тука по Божји благослов. Но секое нешто што постои тука по Божји благослов, дали е единка, дали е личност или е народ, може да действува, да функционира на начин кој што ќе биде благословен, доблесен, според Божјата волја, а може да действува и на ослабен начин, на ничкосен начин, на гревовен начин. Сенародната преобразба го означува точно тоа. Како народ да се причислиме кон народот Божи, кон Царството Божјо, а тоа го правиме на тој начин што го живееме тој призив на црквата. Го живееме призивот да бидеме дел од народот Божи, на тој начин што искрено,
вистински ја исповедаме и ја практикуваме својата вера. Дали на литургиски план, дали на молитвен план, дали на доблесен етички план, ги следиме заповедите кои што ни се дадени од Бога преку Светото Писмо и преку Светото предание. И тоа е таа преобразба која што ние на сите преку потребна, екзистенцијално потребна. Професоре, дали е верник адхок или треба верник да биде постојан? Кај адхок да се оди по храмовите кога некому ќе му текне, простете на бордингот, меѓутоа некојаш тоа ми дава за право кога гледам како се однесуваме во просторот и во времето. Дали треба само да се собереме на празник, ако можам тоа да го констатирам како вистина гледам, од помодарство или еве да не видат, да не регистрираат, а в друга страна не ја разбираме и не ја практикуваме суштината на верата. Некогаш кога луѓе ќе ми дојдат на разговор или исповед во црквата каде што служам во Параклисот, велам едно од првите работи што треба да ги направите е да научите 24 часа во денот да бидете една личност. 24 часа во денот да бидете христијан. Ако вие сте избрали да бидете христијан, ако го почитувате наследството и преданието кое што сме го добили од генерациите пред нас, од нашите дедовци, баби, прабаби, прадедовци и така натам, тогаш ние треба 24 часа во денот да бидеме тоа. И да не се менуваме, да немаме резервни идентитети, туку да имаме еден идентитет. Да немаме во црква само еден идентитет, а кога ќе излеземе во црква да заборавиме до следната недела, или до следниот Великден, или до следниот празник, кога пак ќе отидеме во црква. Христијанството од нас бара, Евангелието од нас бара целосна предаденост. А таа целосна предаденост не е некој тежок товар, што ние треба да го износиме. Истовремено радосен товар. Заради тоа што христијаните се повикани цело време да бидат со Христа, а Христос е оној кога што ние го љубиме, кој што е наш придружник во секој миг од животот, во најтешките мигови, во најмрачните мигови од животот, тој ни носи светлина. Во најсветлите, во најрадосните мигови од животот, тој е тука покрај нас и се радува со нас. И зошто да го заборавиме? Не треба да заборавиме на Бога кој што цело време е тука со нас, се грижи за нас, мисли на нас, не води по патот кон крајната цел на нашето постоење, тоа е неговото царство. Да. Од друга страна, ја би сакал само да одиме со благодатниот оган, само да го имаме како детали. Јас славно на Бога учествував. Можеме само да идеме со инсертите, Ивана, од Израел, од Ерусалим. Имав таа можност да присуствам на рождеството Христово, да, ова едно прекрасно. Тоа е црквата на Господ Исус Христос. Друга ситуација, не би сакал спекулации, меѓутоа се радувам на благодатниот оган, што е показател и сведоштво дека Господ е секојаш со нас и секојаш ќе биде со нас. Прострујуваат некои спекулации кои не сакам да ги зборам. Дали ова година ќе се појави благодатниот оган? На што се должат ваквите спекулации? Право да ви кажам, не знам. Секоја година се појавува и треба да имаме вера во Бога. Така. Треба да имаме цврста вера и знаете како да таа вера да биде слободна, затоа што Бог не сака слободни. Бог е слободен. Ние сме според Божиот образ и подобие создадени, точно преку таа слобода која што ја имаме. Верата не треба да биде оптеретена, оптоварена со некоја грижа, па сега дали ќе се случи, па дали нема да се случи. Многу може да се вербата треба да се отиде во одредени крајности. Ние треба да веруваме дека Бог се грижи постојано за нас, дека Бог ни ја праќа неговата благодат постојано, затоа што еден миг, ако ние бидеме лишени од Божјата благодат, ние нема да постоиме. Дали ме разбирате? Да, Светот постои според нашето теолошко, христијанско уверување. Постои благодарение на божествената љубов. Божествената љубов е божествената благодат со која што тој се грижи за светот. Ние не можеме дел од секунда да постоиме, ако Бог ја тргне неговата благодат од нас. Дали ме разбирате? Секако. Така што ние треба да имаме полна доверба во Него, дека
Бог не љуби, дека не љуби безусловно и дека таа љубов е повик кон секого од нас да возвратиме на неа и да го засакаме Бога. А имаме многу причини во животот зошто да одговориме на тој повик. Упатен до секого од нас одделно, но и до сите нас заедно како народ. Јас тука ќе се вратам малце наназад. Ние имаме привилегија. Нашите традиционално православни народи, еден од кои што е македонски, имаат привилегија да имаат вековно предание зад себе си. Имате народи кои што немаат традиција, кои што не се традиционално православни. Па во тие народи ќе најдете луѓе кои што го наоѓаат Христа, кои што се причислуваат кон црквата. Имате, погледнете, низ Африка, низ Азија, низ различни краишта на земјата, каде што Евангелието воопшто не допрело до таму. И вие имате припадници на тие народи, луѓе кои што се обраќаат во црквата и кои што го доживуваат како неверојатно богатство, како непроценливо благо. Ние го имаме преданието на нашите предци зад себе си. Ние го имаме свети апостол Павле уште во Светото писмо, кој што доаѓа, е повикан да дојде во Македонија и да го проповеда Евангелието, да го сподели Евангелието. Десетици пати во Ги имаме Светото писмо. светите Кирил и Методи, ги имаме светите Климент и Наум, имаме десетици, стотици, илјадници познати и до нас и светители за кои што не сме слушнали, а се пишани во книгата на животот, на Царството Божјо. Ние имаме за себе си едно чудесно предание. Ние требаме таа историја да ја доживееме како наша сила. Сила која што ќе не држи во верата и сила која што ќе ни помогне и во нашето денешно време, такво какво што е, да можеме да најдеме начин како да посведочиме нашата христијанска православна вера, да живееме во Христа како што велат светите оци, затоа што не постои време во кое што не може да се биде христијани. Првите векови биле најтешки, па тогаш црквата се проширила најмногу. Нашето време, ако го погледнете, конкретно во Македонија, е сепак многу полесно отколку времето во кое што живееле мачениците од првите векови или мачениците од останатите времења. Така што, навистина треба да се осврнеме кон сопственото предание, треба да спознаеме сопствената вера, да имаме ревност, да го читаме Светото писмо, да ги читаме светите оци, да доаѓаме на богослуженијата, црковните порти се отворени за сите верни. Следниве денови имаме многу богослужби. Во особено богослужбите на Велики четврток се читаат Евангелијата на Христовите страданија, Велики петок го имаме во секоја црква, во секој храм во Македонија имаме богослужба во која што се служи оплакувањето Христово. Во сабота има богослужба. Сабота вечерта е денот на Воскресението, тогаш започнува всушност Воскресенската богослужба и всушност таа не завршува во 12 часот, која ќе каже свештенослужителот Христос воскресна, навистина воскресна. Туку продолжува уште околу 2 часа и потоа треба сите верни да пристапат и да се причестат, да се подготват и да се причестат. И тоа е нешто кон што сите сме повикани. И еве овие денови, јас навистина посакувам и повикувам оние кои што ја гледаат вашата емисија да ги искористиме, буквално да се замислиме, да се запрашаме себе си. Што правиме во нашите животи? Што е смислата на сево ова што го правиме? До кога ќе тераме така како што тераме? Знаете, тоа се бројни прашања кои што можеме да се ги поставиме и да се самоиспитаме себе си. И да го искористиме овој период, заради тоа што тоа е духовниот пост. Духовниот пост е да се прашаме себе си, да се испитаме себе си, да ги спознаеме собствените промашувања, собствените искушенија и да успееме до Великден да се подготвиме и да дојдеме и на богослужбите што претходат и на самата Великденска богослужба и да заедничариме со Господа. И да заедничариме на тој начин со сите свети, со сите наши предци кои што се јавиле низ вековите и слободно ќе кажем и низ милениумите на оваа наша земја.
Професоре, начинотата Светата Евхаристија, доколку таа допира до ушите, до срцата на верниците, со оглед дека сакам секаш милом да зборам за Светата Евхаристија, еве во оваа пригода пред најголемиот празник на празниците. Објасните нешто, упатите нешто повеќе од тоа. Прво, зборот Евхаристија е многу интересен збор. Зборот Евхаристија значи благодарење. Ние треба пред се да научиме да му благодариме на Бога. Евхаристијата конкретно се однесува на светата тајна причест и е составен дел од литургијата, од централното богослужение на православната црква. Понекогаш самата света литургија, целата света литургија се именува како Евхаристија. Литургијата зошто е таа важна? Заради тоа што точно во литургијата ние учествуваме во целиот, кој именуваме, користиме тука еден убав црковнословенски збор, домострој на спасението. Или начинот на кој што Бог промислил да ја изврши неговата спасителна мисија во светот. Да не повика кон себе си. Да не врати кон себе си од сите оние места на кои што ние сме се насочили. Нели првата тема за гревот како промашување. И Светата Евхаристија е начин да се учествува во Божествениот домострој. Во Божествениот план за спасение и за завршување, за осветување, усовршување на создадениот свет. Евхаристијата или литургијата се состои од два дела. Првиот дел е литургијата на се именува како литургијата на огласените, вториот литургијата на верните. Во првиот дел централно е читањето на светиот, на текстовите од апостолските текстови или во литургиската традиција именувани како апостолот и од евангелието, односно 4 евангелија од Светото писмо на Новиот Завет. И тоа е тој поучен дел. Додека вториот дел е литургијата на верните, каде што верните буквално учествуваат во сите оние нешта кои што Христос ги има направено за нас, пред се преку причестувањето со неговите тело и крв, каде што тој ни вели ова е моето тело на тајната вечера и точно на Велики четврток се празнува. Всушност тоа е празникот на тајната вечера, кога се воспоставува тајната вечера Христова, на која што ние учествуваме како верен народ. Ние учествуваме на тајната вечера, секој Велики четврток, ама не само на Велики четврток, на секоја литургија ние учествуваме како верен народ на тајната вечера, на која што се собрани Христос и неговите ученици. И Христос тогаш Евангелието ни вели ова е моето тело, ова е мојата крв, правете го за мој спомен. И ние буквално тоа го правиме на секоја литургија. Со тоа што ние си спомнуваме од една страна, но не само си спомнуваме. Тоа не е само некаква комеморација. Туку ние буквално учествуваме. Затоа има еден втор дел од тоа богослужение, од Евхаристијата, каде што се повикува Светиот Дух да слезе врз даровите и навистина преку нив да можеме да се причестиме со самото тело и крв на нашиот Господ Исус Христос. Тоа е нешто што ние православните го правиме и сме повикани да го правиме на секоја литургија. Секогаш кога можеме да бидеме подготвени и да учествуваме во сите оние нешта што Господ ги има направено за нас. И литургијата треба да ни стане рефлекс, треба да ни стане начин на живот. Да не бидеме луѓе што ќе отидат на света литургија еднаш во 3 години. И ако дојдеме... Не дојдат доцна. Или како статисти стоиме не знаеме што значи. Ние требаме литургијата, велат, особено е важна православната теологија, е многу интересна на 20 век. Ние имаме неколку многу интересни православни теолози, повлијаени малку од екзистенцијализмот, од европскиот екзистенцијализам, кој што велат, чекајте бе луѓе, ние требаме да разбереме кој е екзистенцијалното значење, битиното значење на сево ова што ние го правиме. Значи, не само символи тука, на кој начин ние учествуваме во Христовиот домострој, доаѓајќи на литургијата, пеејќи ги песните на литургијата,
слушајќи го Светото Писмо, беседата на свештеникот. Сите нешта кои што ги прави свештеникот во литургијата на верните, на кој начин се однесуваат на нас, на кој начин се однесува на мене и што за мене значи светата причест. Нели? Сите овие нешта кои што ние ги правиме, точно оваа генерација на православни теолози има тука прекрасни теолози, тука отец Александар Шмемен, тука отец Јован Маендоров, тука отец Јован Романидис, тука е Афанасиев, една цела редица на православни теолози кои што на еден екзистенцијален начин се обидуваат да ни ја приближат литургијата како нешто што се однесува на нас самите, а не просто како некаков адет кој што ние требаме да го исполниме и сме го направиле адето. Не е тоа адет. Ја има традицијата, го има типикот, го има поредокот кој што треба да се испочитува. Но литургијата е многу повеќе само од некаков адет или од некаков поредок што ние треба да го испочитуваме. Литургијата е нешто во што ние се вткајуваме. Преку литургијата ние се вткајуваме во телото Христово и влегуваме во Царството Божие, го предвкусуваме Царството Божие уште во овој живот. Ќе ми дозволите, со овој голем предизвик ми е што сте мој соговорник, по да речем не софистицирано, живееме едно време на атомското доба, како да речем, од друга ситуација. Прашањето што отлево сите нас е, може ли Македонија да воскресне? И мајчеве, убаво кажавте, што имаме каков основа, каков фундамента визави се ова што значи православие, христијанство. Од друга ситуација, како самите си ја девалвираме, уништуваме Македонија, ја доведовме до еден стадиум на умирање. И затоа прашувам, како прашање што тлее, може ли Македонија да воскресне? Додека го поставувавте прашањето, јас успеав малце да размислам за него и да се прашам дали сме ние, затоа што многу е драматично вашето прашање. Вие прашувате дали можеме да воскреснеме. Значи ли тоа дека сме ние духовно мртви? Нели? Вашето прашање е многу драматично. Јас мислам дека не сме. Верувам, се надевам дека не сме. Но ние сме во агонија. Нашата култура, реално е култура во агонија. На почетокот зборувавме, дали тоа ќе биде нели индивидуализмот со кој што се соочуваме денес, дали ќе биде консумеризмот, дали ќе биде грижата за себе си и само за себе си, дали ќе биде промашување на нашите екзистенцијални цели кои што Бог ни ги задава во животот. Ние живееме во една криза, во една агонија. Но смртта која што би му претходела на едно вакво колективно воскресение би била смртта за сите оние наши искушенија, за сите оние наши слабости кои што ги имаме. Ние мораме самите себе си да се, како да кажам, да се укинеме себе си, да ги укинеме собствените страсти, собствената гордост, собствената самобендисаност, собствената самодоволност, самоправедност и на личен и на колективен план. И на тој начин да можеме да го спознаеме Христа онаков каков што е и да се препознаеме себе си во Христа, да се видим, да се огледаме себе си како во огледало и да ги видиме сите наши недостатоци. На тој начин ние ќе можеме да му се сопогребеме на Христа, за да можеме да му совоскреснеме нему, да воскреснеме заедно со него. Не сакам ова да звучи како клише, не сакам да звучи како празни зборови. Ова е нешто што секој од нас треба да го доживее длабоко во себе си. Ние живееме во драматично време. Ние не можеме да се абстрахираме од времето во кое што живееме и да се абстрахираме од сите кризи, од сите трагедии кои што ни се случуваат. Тоа е факт дека ни се случуваат. Да погледнеме само еден месец наназад. Доволно. Нам ни е навистина потребна преобразба. Потребно ни е покаяние, потребно ни е преумување. А тоа преумување, тоа покаяние е всушност тоа сопогребување со Христа, за да можеме да совоскреснеме заедно со него. Без тоа, лично, но и соборно заедничко покаяние, ние се повеќе и повеќе ќе се оддалечуваме од
оној кој што го именуваме како живот на целиот свет. А нам ни е потребен тој живот. И на целиот свет му е потребен тој живот. А ако ние успееме да се стекнеме со тој живот, ние ќе можеме да го посведочиме, ние ќе можеме да го споделиме, заради тоа што ние сме повикани. Уште во Светото Писмо, но тој и светите отци го прават. Светите отци на црквата, одете и проповедајте го Евангелието на сите народи. Како ние ќе го проповедаме Евангелието на сите народи, ако ние самите не сме му совоскреснале на Христа, ако ние самите не сме го здобиле умот Христов. Покајанието, знаете што значи? Покајанието значи преумување. Да го промениме нашиот начин на размислување. И на живење. И на живење, секако. Начинот на кој што ние го гледаме и го вреднуваме светот во кој што се наоѓаме. Тогаш ние ќе можеме да го споделиме Евангелието со сите народи. Но прво требаме да се сетиме на него. Тука е многу битната тема за сеќавањето. Да се сетиме на сето она што нашите предци ни го оставиле. Тоа што повторно ќе кажам, ние ја имаме чудесната привилегија да имаме зад себе си 2 милениума христијанска историја. Не сите народи ја имаат таа чудесна привилегија. Ние треба да се сетиме. Ние не треба да се, како да кажам, одново да се преобратиме. Ние сме дел од христијанот, но понекогаш ние тоа толку механички го доживуваме. Вие отворивте темата за механичката вера, за номиналното христијанство. Ние треба да излеземе од тие матрици на верскиот номинализам и да нашата вера да ја доживееме, да ја цениме, да ја практикуваме и да ја споделиме. Професор, индоктринацијата на народот во времето на комунизмот и социализмот создаде на голема дискрепанца, едно погребување, простите на зборот, не сакам да го потребам, на духовниот живот. И тоа во семејствата, тоа не е малку, многу, оставиле траги и големи негативни печати, да речем. Но слава на Бога, гледам дека не може, повторно воскреснува. Гледам млади го прифаќаат Христа, доаѓаат при Христа и посетуваат Божите храмови. Еве токму за таа индоктринација и во контекст на тоа, може ли Христовото воскресение да биде метафора, инспирација и патоказ за општествено будење за нов почеток како народ? Апропо таа индоктринација. Многу е битно тоа ново будење да биде свесно. Така. Да биде историско. И сега ќе ви кажам зошто историско. Појдете. Заради тоа што многу е потребно еден народ, една заедница да живее во историското време, а не во некое митско време. Това е многу важно. Дали мислам дека сме свесни дека повеќето од нас не знаеме, не ги знаеме собствените предци неколку колена на нас. Така. Колку? 3-4 колена, 5 преку сила може би знаеме. Вие имате народи кои што имаат родословија стотици години на нас. И многу е битно, зашто го кажувам ова, тоа враќање, тоа обновување на верата, тоа воскреснување да биде историско, а не да биде митолошко. Нам ни е потребно, за да биде историско, ние требаме да осознаеме собствената вера. Не е доволно да кажеме нашите предци биле. Ама ние не знаеме уште што биле нашите предци. Ние не можеме да знаеме што верата представувала за нив, ако ние не осознаеме собствената вера. Убаво е што пред 100 години ние имаме предци кои што оделе секоја недела на литургија, постели, живееле за Христа и во Христа. Но ние не можеме да знаеме што тоа значи ако ние не ја практикуваме верата онака каква што и не ја изучиме. Тоа е многу важно. Се сеќавате на 90-тите години. Тоа беше период на подем. Нели? Но тука имаше многу емоции. Нам ни е потребно вистинско, севкупно осознавање на верата. Не само преку емоциите. Емоциите не се лоши. Треба да ги има и емоциите. Но тука треба да содействува и волјата на човекот, и разумот на човекот. Нели? Волјата ќе не натера на подвиг. Да. Емоциите не држат до, нели? Ние имаме сила за подвиг, дури не држат емоциите. Кога ќе отидат емоциите, што ќе правиме кога ќе паднеме духом? Нема подвиг. Ако ни е силна волјата, ако е подготвена, ако со нашата волја ние сме се насочили кон Христа, ние ќе имаме сила дури тогаш и кога
емоциите ќе ни ослабнат. Разумот треба да биде исто така действен и да знаеме во што веруваме и зошто веруваме, за да може да поттикне нашата волја. Така. Да можеме и тогаш кога не ни е лесно и тогаш да се свртиме кон Бога. Имаме на 3 минути, потоа сакам повторно да го посетиме Хилендар со една убава завршна песна, апропо Воскресение Христово. Еве нека биде вашата порака во овие 2,5-3 минути, што би кажале и додале. Можете да се обратите, ова е вашата камера. Ви благодарам. Прво ви се заблагодарувам за прекрасниот разговор што го водевме, заради тоа што беше многу искрен, за мене емотивен. Задоволство и мене. Мислам дека главните пораки веќе ги споделив. Потребна ни е доживеана, потребна ни е осознаена, освестена вера. Потребно ни е да го сакаме Бога кого што сме го спознали. А не едноставно да се вадиме, би го искористил тој збор, да се вадиме на традицијата. Традицијата е прекрасна. Имаме извонредна привилегија да бидеме дел од една народна традиција, која што има многу нешта кои што произлегле од живата вера на нашите предци. Но ние требаме таа вера да ја осознаеме, да ја практикуваме, да ја живееме. Црквите треба да бидат полни, не заради тоа што треба да има некаков квантитет. Треба да бидат полни заради квалитетот на нашата вера. Треба секој од нас да се самоиспита себе си, да се запраша себе си, заради тоа што финалните прашања на нашиот живот, зошто сум, кој сум, што е смислата на мојот живот, што била смислата на мојот дедо, баба, прадедо, прабаба. Сите тие прашања и уште многу други човек треба да собере сила и да си ги постави. Живееме во свет во кој што се нешто ни го отргнува вниманието. Само телефонот отворете го и веднаш ќе заборавите и на екзистенцијални животни прашања, и на животот, и на смртта. Ќе се заборавите себе си. Ќе помине саат време, а многу луѓе скролаат, вртат по телефонот и не ни забележале. Страшно е колку брзо колку лесно си ги даваме часовите и деновите од нашето живење. И може би еве ова нека биде тој повик. Да го цениме времето што Бог ни го дал и да го искористиме на најдобар можен начин. На најдобар можен начин. Да се свртиме кон Бога во молитва, искрено, и да го запрашаме што е смислата на нашето постоење. Тој одговор може би нема да биде веднаш одговорен. Тоа се тешки прашања, но преку животот во црквата ние можеме да се доближиме до тие одговори. Понекогаш многу од тие екзистенцијални одговори не се одговараат со зборови. Се доживуваат. Се доживуваат преку целото човечко битие. Тоа е нешто што би го посакал на сите на вистина, да можеме да го доживееме божествениот повик кон Неговото царство, божествениот повик кон литургискиот, црковниот начин на живење, божествениот повик кон Неговата љубов, да живееме по Неговата љубов, да веруваме со верата која што Тој ни ја дава и да се надеваме на Царството Божие која што Тој ни го ветил. Добро. Почитувани, еве да дадем неколку само збора. Ви благодарам многу што бевте со нас во оваа специјална емисија посветена за торжествата Великден или Христовото Воскресение. Ви благодарам на мојата ценета екипа, Кристина Томич, главен продуцент, Ивана Алексовска, Огнен Димовски. Простете ми ако сум ви сгрешил. Простете ми ако не сакаш, ве навредив или ве нападнав. Човечки да се греши, уште по човечки да се бара покаяние и прошка. Уштенешка, за многу години, Отец, можам ли со тоа што ова емисија ќе оди петок, ќе оди сабота, се надам дека редувачкиот тим, кај што јас сум, и неговото високо пресвештенство, како идеја предлагам и да оди и за време на великденските празници. Можам да речем Христос воскресе? Можете, навистина воскресне. За многу години. Навистина воскресне. Тоа беше професор
Милан Ѓорѓевиќ, професор на Православниот Богословски факултет Свети Климент Охридски. Темата личната смрт и воскресение, патот на поединецот и општеството кон вистинска промена. Одиме интегрално со песната Христос воскресе, независно колку ќе влеземе од предвидениот термин. Бите живи здрави. Се гледаме во вторник повторно во гласот на народот. За многу години нека ни е вечен овој празник на празниците и вечна Македонија. Пријатна вечер. Oh
Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.